Ова издание. Украинската морнарница со американска помош против руската агресија. Опиум, хероин, метамфетамин, трамадол. Наркотиците се дел од секојдневието за 100.000 афганистанци. Фарма за алигатори во Колорадо. Среде снегот и студот се одгледуваат овие екзотични животни. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка, а јас сум Никола Крстик. Американскиот председател Џо Бајден се уште не може да обезбеди поддршка за социјално-економскиот пакет вреден 3,5 трилиони долари. Дури и дел од конгресмените од неговата, Демократската партија, се противат. Тој викендов одржа состанок со двајца клучни сенатори во обид да ги убеди да гласаат за мерките кои меѓу другото предвидуваат драстично проширување на социјалните бенефиции за американските семејства, какво немало во последните 50 години. Одиме на друга тема. Украинската морнарица ќе добие американска помош за да се спротивстави на руската агресија. Еве ги деталите. Украински морнари во Балтимор, Мериленд, тренираат со крајбрежната гарда на САД во заливот Чесипик. 16 мина од нив завршија вежба како да ги управуваат овие мали бродови, од кои 3 набрзо ќе бидат предадени на морнаричките сили на Украина, како што државата се подготвува да се справи со руската агресија на нејзина територија. Бродовите се пренесени во Балтимор од островот Гуам во Тихиот океан, пошто се обновени, модернизирани и адаптирани за оружје. Кога бродовите ќе дојдат во Украина, речиси ќе го имаат пропатувано светот. Ова е втор пат САД да ја снабдат Украина со вакви бродови, кои се сметаат за бродови на крајбрежна гарда, 30 метри долги и со постојан екипаж. Патролниот бродски командант Серхиј Тукмачов вели дека обуката е од витално значење. На почетокот беше малку страшно, никогаш немав управувано вакви бродови, но откако ги слушнав објаснувањата и самиот пробав, се стекнав со потребните вештини. Ги обожавам. Крајбрежната гарда на САД ќе одлучи кога украинските војници се подготвени да ги управуваат бродовите. Тие се премногу отворени и одговараат на сите прашања што ги имаме. Се обидуваат да ни помогнат и да не научат како тие работат, иако ние дома работиме различно. Овие бродови се познати по нивната брзина и можност за лесно управување. Украинската амбасадорка во САД Оксана Маркарова верува дека затврстувањето на украинската флота ќе ја овозможи на државата да биде поактивна во Црното и Азовското море. Сметаме дека ова прашање е важно не само за Украина, туку и за целиот регион. Ги гледаме руските активности преку хибридни закани, воена акција и незаконска анексија на Крим, обиди за подобрување на руската позиција во Црното море. Ако ги подобриме нашите морнарички способности, би можеле да се справиме со овие закани поефикасно. Морнарите се очекува да се вратат во Киев до крајот на октомври и да се подготват да ги користат бродовите со цел да и се помогне на Украина да ја одржи меѓународната безбедност и да го брани својот суверенитет. Меѓу повеќето предизвици со кои се соочува Авганистан е и производството на опиум, кој е дел од мошната култура. Како последица на тоа, во земјата има сериозен број на зависници. Во Авганистан вака завршува понекогаш животот на зависник од дрога. Здравствените работници вршат обиколка на зависниците, ги префрлаат по центрите за лекување на зависност. Но денес регистрираат 3 безживотни тела на зависници. На мостот Пуе Сокта во Кабул, здравствените работници ги отстрануваат телата од улиците и ги подготвуваат за погреб. Ако не биде идентификувано семејството, тоа ќе биде гроб на безимени. Во Авганистан се смета за срамно кога некој е закопан сам. Но понекогаш не може поинаку. Доктор Ареф Вафа работи со зависници. Особено во зима целта ни е да спасиме животи. Кога е студено и се предозирани, тие не чувствуваат ништо и премрзнуваат до смрт. Лекарите велат дека овие зависници конзумираат хероин, морфиум, опиум и се повеќе кристален мед. Причина за смртта обично е предозираност. Тие се погребуваат во Кабул. Колку тела се погребани? Никој не знае, зашто официјални лица не ги следат бројките.
Братот на Говам Јаја умре од предозираност под мостот. Јаја, како и брат му е зависник и се уште живее под овој мост. Вака го опишува третманот од страна на верските лидери. Тие велат, оние кои користат дрога сами се убиваат. И бидејќи извршиле самоубиство, традиционалното погребување е забрането. Телата не може да им бидат измиени. Ова не е само приказна за Говам Јаја. Мостот во Западен Кабул е познато место за корисниците на дрога. Не доаѓаат само од Кабул, многумина се од другите провинции. Од повеќето од нив, семејствата се откажале и немаат дом. Живеат во нечистотија. Обидите за затварање на областа не успеа. Ова останува популарно место меѓу зависниците. Назо е една од оние што бараат овде своји блиски. Незиниот сопруг и брат се зависници. Сопругот е навлечен на опиум, се преженил, ја оставил заедно со 6 синови. Во Афганистан е исклучително тешко за самохрана мајка. Затоа се обидува да го пронајде братот, зависник од хероин. 5 месеци веќе одам по неколку населби за да го најдам. Не ја познавам областа. Одам дома навечер. Не сакам никој да ме нападне или да ми се обраќа вулгарно. Освен за незините 6 деца, таа се грижи за незината мајка и сопругата на братот. Мие садови, пере облека на други луѓе да заработи околу $2,5 дневно. Тешко е. Еден ден и реков на мајка ми, ова е големо страдање. Не гледам излез. Ова беше само прв дел од серијата за Афганистан и за кризата со наркотици во оваа земја. Во наредните денови следуваат уште неколку. А сега се префрламе во Соединетите држави, поточно во Колорадо. Тоа е планинска сојузна држава, позната по скијањето и по студеното време. И не е место каде би очекувале да видите алигатори. Сепак, таму постои фарма каде се одгледуваат овие екзотични животни. Планините на Колорадо се покриени со снег во зима. Но во југоцентралниот дел од државата, познат по скијачките центри и ниските температури, се наоѓа и фарма на алигатори. Цел живот сум околу алигатори и околу кајман, што е слично на алигатори практично од 5-годишна возраст. Джей Јанг е косопственик на паркот за алигатори во Колорадо и им помага на родителите. Во 1977 година Ервин и Ли Јанг отвориле фарма за риби во градот Моска во Колорадо. Лоцирана до термални води, Моска бил идеална локација за одгледување риба во текот на целата година и покрај студените зими во Колорадо. Ние сме најстара фарма за талапија во Јужна и Северна Америка. Имаме алигатори, тоа го чувавме како тајна, но за 15 минути сите дознаа. Во 1987 семејството Јанг купиле околу 100 алигатори од Флорида. Со мртва риба ги храниме алигаторите, користиме остатоци од риба како ѓубриво за растенија, потоа со нив ги храниме желките и игуаните. Рециклираме. Фармата стана прибежиште за напуштени екзотични влекачи. Спасивме многу рептили. Во моментов имаме околу 250 алигатори, над 100 желки, веројатно 100 змии и гуштери, значи околу 500 екзотични животни. Јанг вели дека една од клучните мисии на фармата е образованието. Ги учиме луѓето како да бидат сопственици на вакви домашни миленичиња. Не секогаш значи дека тоа што може да се купи, треба да се има. Посетителите учат како да реагираат ако имаат блиска средба со алигатор, иако Јанг вели дека нападите од алигатор се ретки. Ќе се обидат да ви се приближат, па ќе се нурнат во водата со нивниот опаш и нозет. Мошне брзо. Тие се на околу 4 до 5 стапки. Или ќе се тргнете, или ќе настрадате. Звезда меѓу алигаторите е Морис, кој бил во неколку холивудски филмови, вклучувајќи го и Хепи Гилмор и Доктор Дулитл. Сега ова место е негов пензионерски дом. Семејството Јанг годишно пречекува по 35.000 посетители секоја година. Тоа е се за денеска. Поздрав од Вашингтон.